Точно во 9 часот ќе лоцираме нашата драга колешка Ирена Спировска, која што има да ни каже многу повеќе нешта поврзани со 21-то издание на најголемиот фестивал за современ танц. Танцфест. Иренче, добро утро. Добро утро, Сузе. Токму така како што најави и ти, навистина утринава ќе споделиме прекрасни информации поврзани со современата танцова сцена кај нас. Имено вчера вечер, 29 април, на Интернационалниот ден на танцот, започна 21-то издание на Танцфест и беше свечено отворено со одлична програма и преполна сала, а веќе денеска продолжува со богатата програма која што опфаќа период што ќе трае дури до 13 мај. Во следниве минути зборувам со директорот на фестивалот Матеј Мијановиќ, па еве пред се честитки за свеченото отворање со кое што практично Танцфест зачекори во својата трета деценија на постоење. Ви благодарам. Ни беше чест и задоволство да можеме да го прославиме Меѓународниот ден на танцот во едно нашето отварање на фестивалот, на 21-то издание на фестивалот оваа година. Имавме навистина прекрасна програма синоќа, од извонредниот перформанс на Рисима Рисимкин до делувањето на наградата Менада на Роксан Стојанов, која влече корени од Македонија, а е неодамна прогласена за ѕвезда на Париската опера, што е извонредно значаен настан. И имавме дури еден краток, но етеричен настап на UCSB танцовата компанија од Калифорнија, од Санта Барбара, кој ќе имаме шанса да ги видиме и вечерва тука во МКЦ со целовечерен настап. Така, токму затоа ја одбравме оваа локација за ово утринско јавување во нашата утринска програма. Како што споменавте, вчера вечер на свеченото отворање, меѓу другото, Танцфест одбележа и 45 годишна кариера на нашата позната кореографка и универзитетска професорка и основач на Танцфест и Интерант, Рисима Рисимкин, со представата Идентитет и будење. Еден прекрасен настап и еден прекрасен флуид кој што танчирите успеа да го создадат и да го разлеат низ салата во Македонскиот народен театар. Да, иако јас го кажам тоа, можам да кажам беше навистина еден извонреден спектакл. Би сакал да се заблагодарам на сите учесници, воедно учесниците од ДМБУЦ, Балетското училиште во Скопје, учесниците од Скопје танцовиот театар се разбира и Скопје танцовата академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип. Спомнавте дека наградата Менада за врвни достигнувања во танцовата уметност годинава ја доби младата балерина Роксан Стојанов, звезда на Париската опера, која што периодов и подготвува една нова премиера, па не е лесно кога се подготвува премиера некој да допатува во друга земја за да гостува на фестивал и да ја прими наградата, но вие сепак успеавте да ја донесете оваа млада, талентирана и веќе светски призната балерина со македонско потекло на Танцфест. Да, јас си кажав и на неа. Таа направи реален напор да дојде во Скопје и тоа во краток временски рок, а Париската опера во суштина не го дозволува, тоа направи исчекор за неа. И јас си кажав дека ние и оддаваме на неа признание со нашата награда, но и она ни оддаде на нас признание и на нашиот фестивал со тоа што успеа да дојде и што се потруди да дојде тука. Да, тоа секако е доказ колку е значајна оваа награда, особено зашто доаѓа од земјата каде што таа потекнува. После вчерашното успешно свечено отворање на фестивалот, веќе денес, како што спомнавте и вие и јас, продолжува програмата со настапот што ќе следува тука во Младинскиот културен центар, но ова е само мал дел од сета таа богата програма која што подготвивте за ова 21-во издание, која што практично ќе се одвива на неколку различни сцени. Да ни кажете нешто повеќе за сите следни танцови представи кои што публиката, но и работилници секако кои што ќе може да се проследат. Видите, има доста датуми, така да не би одел да ги кажувам сите датуми еден по еден, затоа што сигурно нешто ќе заборавам. Програмата е достапна на Интернет МК онлайн и на нашите социјални мрежи. Би сакал да го издвојам како елемент што е доста интересен за оваа година. Имаме блог посветен на современата технологија во својство на современиот танц и тој се одвива од 3 до 6 мај во Чифте Ама, галеријата, каде што ќе имаме навистина можност за прв пат во Скопје да видиме еден интересен и нов начин на представување на
современиот танц, со помош на дигиталните современи технологии и се разбира за затворањето кој ќе биде на 13 мај, на кое што ќе имаме шанса да ги видиме прекрасните К-данс од Франција, кои што исто имаат еден извонреден спектакл спремено со помош на 3D мапирање, проекции, едно мултимедијално парче, ама не би откривал премногу, најдобро е да се дојде и да се види. Така е, се чини дека како што течат годините и како што се развива Танцфест, секоја година програмата е се поамбициозна, се побогата и вклучува се поголем број на гости од разни земји. Секогаш било мисија на фестивалот, нели, да го подобриме местото прво на танцот во нашето општество и да развиваме контакти со надворешниот контекст на танцот, значи глобалниот контекст на танцот и да имаме шанса да го донесеме тој контекст во државата и секогаш се трудиме да го постигнеме тоа и мислам дека програмата е одлика на нашата мисија. Интерарт и Танцфест секако низ годиниве одигра огромна улога во развојот на современиот танц во нашава земја и направија крупен исчекор во афирмација на истиот надвор од границите на Македонија. Да, сме имале можност да се представиме на многу светски сцени, наши продукции играле во Њу Јорк, сме играле во Пекинг, сме играле скоро на целата планета, но сепак се уште има простор и работа за да можеме да го афирмираме танцот во нашето општество подобро и подобро и секогаш ќе се трудиме тоа да го направиме. Да се вратиме сега повторно на представата која што вечерва е на репертоарот, дали се уште има влезници за сите оние што сакаат да дојдат и да уживаат во настапот. Ќе морам да проверам. Мислам дека се уште има влезници, тие се достапни тука во МКЦ и онлайн на МКЦ МК, мислам билети МКЦ МК дека име вебсајтот, така да тие што се заинтересирани слободно можат да проверат и да видат. И наспроти сите тие активности, подготовките, пробите и настапите на Танцфест, какви се впечатоците на гостите кои што годинава дојда и кои што зеда учество во Танцфест, она малку време што го имаат да го доживеат Скопје и нашава земја? Па се уште е многу рано затоа што вчера ни беше отварањето, но тие луѓе што ни се тука мислам дека се презадоволни од вчерашното издание на фестивалот, а и од градот и општо Македонија. Матеј, за крај на нашиот разговор, дали низ годините порасна публиката која што ги следи современите танцови представи? Колку работите се сменија? Дефинитивно публиката е порасната, јас не можам да зборам многу за минатото, но сепак фестивалот Танцфест има историја од повеќе од 20 години и можам да кажам дека веќе ние имаме една редовна публика, имаме едни ликови што секогаш ги гледаме на нашите представи и тоа е искрено многу добро чувство. Прашувам затоа што вчера во салата на Македонскиот народен театар забележа во публиката и луѓе во зрели години и млади студенти. Навистина беше прекрасно да се видат сите генерации собрани тука, сплотени за да уживаат во современиот танц. Да, тоа е интересно за фестивалот, тој секогаш имал мешана публика, значи немаме некоја возрастна група или нешто што доминира во нашата публика, така да навистина имаме од секакви позадини луѓе кои доаѓаат и ги гледаат нашите представи и го гледаат танцот. Така е, а вие секогаш го оправдувате нивното присуство, довербате и тоа што одвоиле време, затоа што Танцфест навистина од година в година нуди одлична, фантастична, би рекла, програма со која што можеме да се гордеме и да се носиме и со светските танцови сцени. Па навистина сметам дека можеме да се носиме со и многу поголеми фестивали од светот. Ние секогаш се трудиме максимално да извлечеме тоа што можеме од програмата. Се разбира, тоа не би било возможно. Имаме поддршка, се разбира, од Министерството за култура, но и од неколку приватни спонзори без кои што ова се не би можеле да го сработиме, како Виталија, Бовин, Витамини МК и уште неколку други. И секогаш се трудиме и ќе се трудиме да имаме навистина добра програма, затоа што сметаме дека танцот во општеството е важен. Посакуваме таа успешна приказна на Танцфест да продолжи понатаму. Благодарам за одвоеното време. Посакувам успешна реализација на сите предвидени активности, танцови представи до крајот, а ние секако ќе ги следиме нели сите оние настани кои што следуваат, затоа што публиката секогаш сака да слушне убави нешта и да добие убави информации. Ви благодарам, се надевам дека ќе се гледаме низ програмата оваа година и понатаму.
Така е, еве, ние тука ќе го заокружиме ова јавување со уште едно подсетување за сите љубители на современиот танц, на интерарт. Можете да се информирате подетално за програмата, за сите настани кои што ќе се случуваат се до 13 мај. На вистина богата понуда, не пропуштајте, потрудете се барем делумно да бидете присутни и да уживате во овие современи танцови представи кои што ги нуди 21-то издание на најголемиот фестивал за современ танц во нашава земја, Танцфест. Суза? Одлично, Иренче, ти благодарам. Многу ова се прекрасни информации за сите љубители на танцот и оние кои што сакаат во вечерните часови да посетат некои од настаните се до 13 мај. Те поздравувам и тебе и твојот соговорник и посакувам успешни настани да се случуваат деновиве.